Утрово со нас во студиото наш гостин е Владимир Симеонов, електроинженер од Скопје, инаку познат во музичката фела како изработувач на појачала, засилувачи за гитари. Тој зад себе има над 30 години стаж во аудио индустријата и повод за денешниот разговор е неговата презентација на најновата аудио опрема која што ќе се одржи вечерва во КИЦ. Владимир, добро утро. Кажете ни што е поводот, што ќе ни представите вечер во КИЦ? Добро утро, благодарам за поканата. Вечерва ќе има промоција на моите модели на засилувачи со електронски цевки, кои не се за музичари, туку е за домашна употреба во хај-фај системи. Да. Каква е оваа технологија? Пред малку зборувавме дека тоа е премногу стара, меѓутоа се уште актуелна технологија во аудио системите, во појачалата. Цевната технологија датира од почетокот на 20 век, истисната е од полупроводничката технологија која знаеме сега, значи транзистори, интегрални кола, меѓутоа освен во некои специјални апарати во медицинската индустрија за медицински апарати и во воена технологија нема некоја примена оваа стара технологија на електронски цевки, освен во аудиото остана неприкосновена, така да во сите посериозни музички студија повеќе од половина од микрофонските предзасилувачи, компресори и слични некои уреди за снимање се уште со електронски цевки. Значи полупроводничката технологија не успеа да ја достигне совршеноста на звукот произведен од електронски цевки. Тоа е разликата од другите. Квалитетот на звукот, значи да, останува неприкосновен со оваа најстара технологија. Да, покрај сите аномалии, тоа се габаритни елементи, трошат многу енергија, треба да се менуваат често. Сепак звукот е супериорен во однос на новата полупроводничка технологија. Така, вие со години го работите ова, зад себе, не знам, колку уреди имате составено, продадено, како тече работата и колку е иновативноста во целиот овој процес? Вака, до 2013 година произведував музичка опрема за музичари, најмногу за гитаристи, засилувачи со електронски цевки. Меѓутоа, од 2013 година се преориентирав на засилувачи со електронски цевки за домашна употреба, со врвен квалитет и продадени се преку 120 парчиња гитарска опрема, а од новите засилувачи што се хај-фај за дома, до сега околу 40, што со оглед на цената и на пребирливоста на клиентите е фина бројка за Македонија. Иако имам продадено и во Соединетите држави, во Истанбул се продаваат. Така, вистинските љубители на музиката и на аудиото се тргнувам од она дека и необично, ама и винилот се врати во мода и значи претпоставувам дека тие што слушаат винил посебно дека сакаат да го слушаат со ваков квалитет на појачала и други уреди што вие ги правите. Да, тие што се ретро сакаат до крај ретро да останат, меѓутоа и има онака камбек на винилите на голема врата.
многу се продаваат. И да, соодветно на тој тренд на ретро опрема се и овие засилувачи со електронски цевки. Така да доловена е целата аналогија на звукот, не дигитализирана. Така, колку време е потребно да се изработи едно појачало? Потребни се 3 до 4 месеци Значи research и development. Така. За првото да искочи како нов модел. А наредното, бидејќи сам се изработувам, освен шасиите, нели, што се нарачуваат готови, за секој наредно треба околу недела дена. Значи, тоа вклучува заштрафување на подложки за електронски цевки, трансформатори, спојување на шасијата, конектори од задниот дел на уредот, потоа лемење на поврзување на електронските компоненти, кондензатори, отпорници внатре, се што има, тестирање прво на осцилоскоп, на спектрум анализер, на оние софистицирани мерни уреди, и финалниот тест е на сослушање на неколку различни видови звучници, за да се биде сигурен дека тоа е тоа што така треба да звучи тој модел. Со вашава опрема ги покривате и концертите, верувам, што се случуваат во Македонија? Не, тоа е сосема друг тип на опрема. Значи, моите засилувачи... Или со претходните? Со претходните, да, многу мои гитарски засилувачи ден денеска се свират на концерти, во студија се снимаат, исто и мали бендови што имаат свирки во клубови ги користат. Оваа новата опрема што ја произведуваме е стрикно за дом. За домашна употреба. Така, што може да видиме вечер на презентацијата во КИЦ? Вечер на презентацијата ќе бидат мои 6 модели нови на засилувачи. Повеќето се нема многу вати, не се многу снажни, меѓутоа звукот е уникатен. Изгледот е уникатен во секој случај. Не интересно за гледање. Да, ќе биде интересно за гледање, да, и за слушање. Да. Така, што предвидува презентацијата, има ли некој посебен звук, некоја посебна музика која што ќе биде презентирана вечерва, токму за да се долови квалитетот на овој звук? Дали е подобро звучи рок, не знам, турбофолк или како? Турбофолк не звучи. Не звучи добро. Да, имам плейлиста што ќе оди, музиката е претежно джез, фјужн, класика, малку блуз. Во секој случај ќе свират природни инструменти, затоа што идејата за high fidelity, за верна репродукција, е да звучат природните инструменти исто како во живо кога ги слушате, неозвучени. И моите засилувачи се наменети за таква музика со природни инструменти. Најмногу джез и класика. Така. Ви благодарам за разговорот. Останува да ги поканиме гледачите вечер во 20 часот да додат на презентацијата на аудио опремата на Президент Аудио во Културно-информативниот центар во Скопје. Благодарам.